Со полагање цвеќе пред споменикот на револуцијата во центарот на градот, Тетово го одбележа 2 август Илинден. На свеченоста присуствуваа делегации на армијата на Република Македонија, Сојузот на борци, политички партии и други организации. Вековна желба на македонскиот народ за создавање на своја држава се исполни. Се исполни сонот на многу македонски борци. Се остварија идеалите на Гоце Јане Питу, на Страшо, на Мирче Ацев, на Мерџан Јамбарче и на сите борци и патриоти кои ги положија животите на браникот на слободата за создавање на својата национална држава. Како круна на антифасистичката борба на македонскиот народ и неговата судбина беа донесени одлуките од првото заседание на АСНОМ во манастирот Свети Отец Прохор Пчински на 2 август 1944 година, со кое практично беа потврдени одлуките од второто заседание на АВНО и од 29 ноември 1943 година. Во Јајце, со овие одлуки конечно беа продолжени и илинденските традиции за создавање на македонска држава, но во составот на идната Југословенска федерација како рамноправен член со другите југословенски народи и народности. Дамнешната желба на сите борци во текот на војната практично им се оствари со конечното ослободување на Македонија на 19 ноември 1944 година со ослободувањето на нашиот град Тетово. Инако голема заслуга за свикувањето на АСНОМ има големите воени успеси на Народно-ослободителната војска во 1943 година, како и формирањето на иницијативниот одбор во март 1944 година. Иницијативниот одбор за свикување на првото заседание на АСНОМ донесе одлука за избирање на градски, селски, околински окружи НОО, како и за изборот на делегати на првото заседание на АСНОМ. Во писмото на ИО од 14 март 1944 година се укажува дека кандидатите на собранието без оглед на нивната верска или политичка припадност пред се треба да бидат луѓе што на дело ја покажале преданоста кон НОБ во Македонија. Така на 2 август 1944 година во манастирот Свети Прохор Пчински започна првото заседание на АСНОМ, за кое беа избрани 116 делегати. Покрај делегати на собранието присуствувале Светозар Вукмановиќ Темпо како делегат на Врховниот штаб, представници на НООФ, на АФЖ, представници на младинската организација, како и представници на шефови на американската и англиската воена мисија, мајорот Дикинсон и капетанот Лемби. Првото заседание на АСНОМ донело повеќе решенија кои имале големо значење. Со нив е прогласено создавањето на македонската држава. На заседанието се оддава благодарност на ГШ и на борбите на Народно-ослободителна војска и ПОМ. Македонскиот јазик е прогласен за службен јазик во македонската држава. Донесена е и декларација за основните права за граѓаните на демократска Македонија. На заседанието е избран президиум во состав председател Методија Андонов Ченто и двајца подпредседатели Панко Брашнаров и Мане Чучков, два секретара Љупчо Арсов и Владо Полежина, како и 16 други члена. Првото заседание на АСНОМ имало големо политичко и воено значење за понатамошното продолжување на борбата. Со првото заседание на АСНОМ како врвно достигнување на НОБ во Македонија се обележува и постоењето на сегашнава македонска држава. Денес, кога свечено се прославува Илинден низ цела Македонија, мораме уште еднаш да подсетиме дека патот на младата македонска држава е темелен врз припадниците на АСНОМ и дека Македонија мора да остане на патот започнат со светлите идеи на двата Илиндена. Овој пат е тежок, но мора да се надеваме дека Македонија ќе го најде вистинскиот пат. Пат кој води кон помирно и подемократско општество. Дека никој нема да ја одврати од современите европски процеси, а тоа е патот кон интегрирана Европска унија и членка на НАТО алијансата. Дека ни е честит празникот Илинден. Двата историски Илиндена, 111 години од Илинденското востание и 70 години од првото заседание на АСНОМ.
Денеска се одбележани со народни собири на Мечкин камен во Крушево и во меморијалниот комплекс Асном во кумановското село Пелинце. Денот на Републиката оваа година се одбележува под мотото «Од сон до сонце».